Домашна задача. Цела ноќ и цело утро врнеш. Од време на време ќе ја поткренев завесата за да видам дали дождот престана. Имав голема домашна задача. Наставничката ни рече да напишеме убав состав за пролетта и нагласи да ги вклучиме сетилата и чувствата. Стојам до прозорецот и само размислувам. Како да го направам тоа? Како да напишам кога ништо не ми доаѓа како идеја? Мислите ми летаат кон игрите, но понекогаш знам дека оцената ми зависи од писмените изразувања. Понекогаш наставничката тивко ќе ми рече: Горијане, оценката по македонски јазик ти зависи од писменото изразување. Потруди се малку. А јас само потврдував со главата. Се уште размислувам како да постапам, како да напишам, како. Нешто се досетив. Погледнав кон дедо ми кој читаше весник и го прашав: Дедо, ќе ми го дадеш ли твоето она големо стакленце, не знам како се вика? Лупа, сине, се разбира дека ќе ти ја дадам, само ако ти треба за нешто умно. Еве, сега ќе ја донесам, рече дедо му. Горијан ја спушти главата во знак на потврдување и рече: Навистина мислам дека ќе ми е потребна и многу ќе ми помогне во моето истражување. По некое време дождот престана, а Горијан, вооружен со лупа, замина на својот истражувачки поход, зашто имаше многу големо очекување. Дома се врати по 1 час и веднаш седна да ја напише домашната задача. По дождот. Цела ноќ, цело утро врнеше дожд. Со нетрпение очекував да престане утринскиот пролетен дождец, како што го нарекува дедо ми. Излегов во градината, сакав да ги почувствувам благодетите од него. Каде и да се свртам ги забележував убавите и чисти капки на растенијата, по цветовите, по древките, па дури и на земјата. Ја приближив лупата кон една капка роса на едно ливче. Беше прозирно како најчисто стакло, а преку него се пролеваа сочевите зраци. Нешто зад мене шушна. Се исплашив. Се свртев и забележав како некои листови ги отфрлаат капките роса и гордо се исправаат кон сонцето. Цветовите на белите ради беа натежнале од капките роси, но полека една по една капка се слеваа и го ослободуваат цветот од својата тежина. За миг цветовите се претворија во бел венец околу мене. Почувствував познат, опоен и пријатен мирис. Се свртев околу себе и тргнав во правец на мирисот, кој стануваше се посилен. Клекнав и го погалив нането кое растеше во нашата градина. Му се заблагодарив на дарот што ни го дава кога ни е најпотребен во утринското чајче, а воедно шири и толку опоен мирис во градината. Другите растенија сакаа да се надпреваруваат со својата миризба. Сами ми се нудеа, а јас се наведнував над нив и секоја го мирисав и се насладував на волшебните мириси. Во еден миг уште некоја ливче шушна. Забележав дека по него ползи едно полжавче. Го наблюдував неколку мига како полека се качува по ливчето, ползи, се подлизнува и повторно продолжува. Сето дека не се искачи на секаното место. Гледав и се чудев на неговата упорност. Толку мал, а толку упорен. И ја насочив лупата кон него. Ги забележав неговите мали рокчиња, тие му беа очи и водачи, а јас од љубопитно со показалецот ги допрев. Полжавчето веднаш ги собра рокчињата, го внесе своето тело во кукичката и остана таму заштитено. Знаев дека го исплашив и ми беше многу жал. Уште неколку моменти го наблюдував додека не бев сигурен дека ќе продолжи по својот пат. На само неколку цвета подалеку забележав една пеперутка, како се обидува да ги сврли последните капки роса кои останале на крилцата. Упорно тресеше со своите нежни крилца, што сакаше да ги ослободи од тежината, и ја подадов лупата кон неа. Сакав да ги забележам сите бои што се наоѓаа на нејзините крилца. Едноставно боите се прелеваа од жолта до сина, зелена и портокалова. Сакав секоја боја да ја впијам, да ја запомнам, и во тој миг посакав да земам блок и да ја нацртам пеперутката. Пеперутката ги рашири своите нежни крилца и одлета на друг цвет, наследен и наеднаш се вивна високо. Додека ја следев, со поглед мислите ми беа насочени само кон неа. Но ја забележав тогаш убавата песна на птиците.
Звуците на убавата птичја песна ме вратија во сегашноста. Ги слушав и убавите песни на другите птици. Се чудев на тие гласови. Се прашував во кое музичко училиште учеле, кои биле професори, но јасно е дека тоа е дар од природата. Од ненадеж почнаа да паѓаат крупни капки дожд. Побрзав да се скрием, неколку капки ми паднаа на лицето и косата. Чувствував дека тие даваат живот. Застанав под терасата и уште еднаш се свртев кон градината. Сакав да ја запомнам убавата слика. Сакав дел од неа да понесам со себе. Од некаде се појави големо јато ластовички, кој весело летаа и играа на дождот. Стоев и го наблюдував летот на ластовичките на дождот. Што тие најмногу го сакаат. Се потсетив дека така ми имаше кажано еднаш дедо ми. Воздивнав. Колку е убава и чиста природата по дождот. Додека Горијан ја читаше својата домашна задача, во одделението владееше тишина. Сите со занес го слушаа убавото раскажување на Горијан, сите со мислите беа во градината. Горијан, кога заврши со читањето, го подигна погледот кон наставничката, а таа со двете дланки му аплаудираше. Браво, браво! А кон аплаузот се придружија и учениците. Од училницата се слушаше громогласен аплауз, што го заслужуваше Горијан. А тој немо седеше. Срамежливо се смешкаше и се радуваше на својот успех. Аплаузот го прекина наставничката со своите зборови. Уште еднаш честитки, Горијане. Уште еднаш сите ти благодариме за овој убав состав што ни дозволи да уживаме во него. Сега навистина докажа дека може да се пишува убаво ако ги вклучиме сетилата и чувствата. Едноставно со срце. Целото одделение во тишина потврдено вртеше со главите. На големиот одмор сите му честитаа за големиот успех, а некои го прашуваа за совет. Горијан беше многу среќен, зашто со својот личен труд и упорност докажа дека може да ја достигне целта. Повеќе немаше грижа околу последната оценка по македонски јазик.